нов закон исто така за кој се носеше законот за измене на законот за детска заштита и таму имаше усогласување на платата, меѓутоа имаше и 15% покачување на тие вработени. Па ние сметаме дека овој закон е дискриминаторски, не се однесува исто за сите вработени лица во сите институции. Затоа и го предложивме ова законско решение да има и кај овој вработени 15% зголемување. Со овој предлог закон вработените даватели на јавни услуги во Агенцијата за вработување од А и Б категорија има само усогласување и разлика во плата во износ од 200, 250 и 300 денари, зависно од нивото на квалификација и образование. А кај помошно-техничкиот персонал исто има само усогласување и достигнување всушност до висината на минималната плата, затоа што досега имале плата под минималната. Односно, имале 14.930 денари, 15.737 и 16.530 денари. Сега, всушност, достигнуваат до 18.000. Со нашиот амандман, како што реков, баравме покачување, освен усогласување и покачување од 15%. Сметаме дека е дискриминаторски овој предлог закон, затоа што растењето на инфлацијата во државата е иста за сите, подеднакво и ги засега сите вработени во сите институции. Во летните месеци знаеме дека инфлацијата беше околу 16%, во септември веќе достигна 18,7%, а во октомври веќе стигна и до 20%. Знаете дека во регионот, за разлика од соседните држави, ние имаме највисока инфлација. Најновата пресметка од страна на Сојузот на синдикати е дека минималната синдикална кошница изнесува 51.514 денари. За една година пораснала за 16.940 денари, скоро за една минимална плата, а во однос на месец септември е зголемена за 1.290 денари. Колеги, мислам дека ги гледате разликите и мислам дека сваќате како живеат работниците, како ова го чувствува народот, а Сојузот на синдикати на Македонија се тие кои што континуирано ја следат економската состојба во државата и обрнуваат посебно внимание на условите за обезбедување на основните екзистенцијални права за достоинствен живот на работниците. Но очигледно дека достоинствен живот нема кај нас во нашата држава. Очигледно е дека одлуките на власта и носењето на законите се дискриминаторски. Зошто е тоа така? Сакав да ви презентирам една анализа исто така која што е направена од Сојузот на синдикатите на Македонија. Според нив за 10 години синдикалната кошница е зголемена за 19.525 денари, а просечната плата за 10.840 денари. Сојузот на синдикати на Македонија прв пат објавил податоци за синдикалната кошничка во декември 2010 година. Тогаш таа тежела 29.199 денари, додека во тој период декемвриската просечна плата изнесувала 21.454 денари. Разликата помеѓу кошницата и просечната плата пред 12 години била 7.745 денари. Денешната разлика, почитувани колеги, е 19.643 денари. Според овие податоци, мислам дека има голема разлика од тоа како живееле пред 12 години и како граѓаните живеат денес. Во тој период сме имале синдикална кошница од 31.989 денари. Ова бил износот неопходен за екзистенција на едно 4-члено семејство, а просечната нето плата изнесувала 21.031 денар. А последните, сегашните податоци, кои се за месец август,
покажуваат дека просечната нето плата во државата е 31.871 денар, а потрошувачката кошница е 51.514. Значи, ја гледате разликата која е 19.525 денари, а просечната плата разлика 10.840 денари. Ваквите податоци укажуваат на тоа дека граѓаните навистина ги очекува драматична зима. Проблем не е само поскапените прехранбени производи, туку и повисоките сметки за струја, за бензин, за нафта, за дрва, за пелети и се што е од домашниот буџет. Станува се посиромашен. Владата, како и досега, сметам дека нема капацитет да направи вистински промени, не ги прифаќате нашите предлози, за да се олесни барем малку стандардот на граѓаните. Затоа и го поднесовме овој амандман, со надеж дека ќе имаме разбирање од ваша страна, а и претходно беше ваш предлог, нели, на измена на законот за детска заштита, да има покрај осугласување на платите, да има и покачување од 15%. Зошто сега не го прифативте овој исто така наш предлог амандман со 15% покачување на платите, навистина не ми е јасно. И барам образложение од вас. Благодарам.